Драги ученици, како се снаоѓате со примената на нумерирани или делумно нумерирани скали при мерењето на должини? Во продолжение на видеото ви нудиме неколку начини на кои би можеле да размислувате и работите при решавањето на некои проблемски задачи со мерење должина. При мерењето и одредувањето на должините, особено при мерење во училиште, употребуваме нумерирани инструменти, како што се линијарите, на кои е означена скала со центиметри и милиметри. Нумерирани инструменти се нарекуваат затоа што се означени со броеви, но често пати при мерењата можеме да користиме скали кои не се или се делумно означени. При мерењето на должина на линија со линиерот, секогаш треба нулата од скалата да ја поставиме на почетната точка од линијата и да видиме до кој број на скалата оди линијата. Оваа линија оди до бројот 22, што значи имаме 22 центиметри. Ако на скала како оваа, тука имаме 2 дециметри, а тука имаме 3 дециметри, тогаш секоја цртичка означува по 1 центиметар меѓу овие два броеви, односно 2 дециметри и 1 центиметар, 2 центиметри, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и тука се 10 центиметри. Бидејќи 1 дециметар е еднаков на 10 центиметри. И бидејќи кај мерките станува збор за десетичен систем, всушност секоја поголема мерка треба да ја поделиме на 10 еднакви делови за да ги добиеме помалите мерки. Што значи 1 дециметар треба да го поделиме на 10 еднакви делови за да ги добиеме центиметрите. Да видиме како можеме да го употребиме ваквото нумерирање при мерење на одредени должини. Доколку имаме нумерирање само на дециметрите, тогаш меѓу 2 дециметри всушност немаме скала со која се означени центиметрите, нити се означени со броеви. На следната скала имаме означена само една цртичка, која всушност ќе ни помогне да ја најдеме средината, односно половината меѓу овие два броеви, односно половината од 1 дециметар. И бидејќи 1 дециметар има 10 центиметри, тогаш дотука имаме 5 центиметри. И на следната скала се поделени на 5 еднакви делови, 1, 2, 3, 4, 5. Или тука ќе биде 2 центиметри, тука 4, 6, 8, 10 центиметри. Како ова можеме да го употребиме при мерењето на некои должини? Доколку треба да измериме со првата скала и треба да одредиме некоја должина, добро е доколку дозволува материјалот да превиткаме, односно да ги споиме точките на дециметрите и при тоа да ја најдеме средината. Сушност, на тој начин ние ќе пронајдеме колку се 5 центиметри меѓу двата броеви. Доколку треба да најдеме должина што се наоѓа тука меѓу овие две цртички, тогаш треба оваа должина да ја поделиме на 5 еднакви делови. И при тоа ќе ги имаме броевите 6, 7, 8, 9, 10, а сега да запишеме некои од должините на овие мерни скали. Тука имаме 2 дециметри и 5 центиметри, или тоа се 25 центиметри. Тука имаме 2 дециметри и 5, 6, 7
centimetri или тоа е еднакво на 27 centimetri. Тука имаме 2 дециметри и 4 centimetri или тоа се 24 centimetri. А ако имаме означена линија тука, тогаш бидејќи се наоѓа на половина меѓу бројот 8 и дециметарот, тука би требало да се 9 centimetri, ке биде 2 дециметри и 9 centimetri, или тоа е еднакво на 29 centimetri. Често е потребно мерењата што ги правиме да бидат попрецизни, меѓутоа да немаме линијар со кој би можеле тоа да го направиме, па доколку имаме тетратка со шема од квадратчиња, тогаш тоа лесно можеме да го направиме на следниот начин. Да исечеме ленти од листот со шемата со квадрат. При тоа исцртуваме линија врз линијата од квадратчињата. И она што треба да го знаеме е дека, ако тука ја означиме нулата, 1 сантиметар ќе биде после 1-2 квадратчиња. Следниот сантиметар ќе биде исто така после 2 квадратчиња. Третиот сантиметар, четвртиот, петтиот, шестиот и така натаму. Шемата со квадратчиња е изработена така што 2 квадратчиња прават 1 сантиметар, односно од една линија до друга линија на квадратчето имаме половина сантиметар или 5 милиметри. А сега, обидете се да го примените она што го научивте од нашата презентација. На страницата од нашата училница е поставен работен лист со задачи кои ќе ви помогнат да го повторите и утврдите она што го научивте. Решените работни листови испратете ни ги за да ги објавиме на страницата од нашата училница. Ви посакуваме пријатна работа и ви благодариме што не гледавте.